ученици, кога македонската држава постигнала најголем развиток? Ајде, Никола. Македонската држава постигнала најголем развиток кога владееле македонските кралеви Филип II Македонски и Александар III Македонски. На лаптопи имаат интернет и отворете на некој од пребарувачите, на Google, на Википедија, отворете да видиме одредени податоци за она што е задолжение за секоја од групите. Група активност имате 10 до 15 минути време, прочитайте го внимателно материјалот, а потоа ќе ги подготвите портфолијата кои што треба да ги презентирате пред вашите другарчиња. Повелете, можете да се работувате со вашето другарче. Представникот на првата група да ми каже зашто истражувавте вие? Ние истражувавме за Александар Македонски. Каде пронајдовте податоци? Ние пронајдовме податоци од интернет. И што ни представивте? И го представивме овој плакат. Да видиме што имаме тука на плакатот. Овде на плакатот Александар Македонски е представен во разни битки. И овде имаме монета од Александар Македонски. Друго, што имаме овдека? Што ни представува ова? Тука имаме Александар на неговиот коњ Букефа. Представникот на втората група, зашто истражувавте вие? Мојата група имаше за задача да истражува за Македонија во османско владење. Што ни представивте на плакатот? Ние на плакатот ви представивме кои се најпознати револуционери од Македонија под османско владење. Тие револуционери се Ѓорче Петров, Јане Сандовски, Пито Гули, Никола Клајев, Крстен Петров, Гоце Делчев и Дамен Груб. Може да истражува за Македонија во средниот век. Што е најзначајно за Македонија во средниот век? Најзначајно за Македонија во средниот век е дека браќата Кирил и Методи живееле зад Карпатите. Тие биле многу учени луѓе и ја создале првата словенска азбука. Глаголицата, а нивните ученици Климент и Дал ја упростиле глаголицата и нивното писмо го нарекле кирилицата. Повелете,